Локалната самоуправа на Зрновци продолжува со реализација на програмата за комунално уредување и инфраструктурни инвестиции. Со неа до крајот на годината треба да се комплетираат активностите за изградба и асфалтирање улици, санација на мост на реката Зрновка и изградба на подпорен зид. Во проектите се опфатени трите населени места во општината. Активностите треба да овозможат понатамошно инвестирање пред се во сообраќајната инфраструктура. Со реализација на асфалтирање уште 3 нови улици, 2 улици во село Видовиште и една улица во село Мородвис. Финансиската конструкција е околу 2 милиона и 700 илјади денари. Паралелно на ова, во вторникот подпишавме договор за санација на мост на река Зрновка во долниот дел на селото, кој што на еден начин од поројните врнижи, огромните количества на вода е подкопан. Исто така во самата тендерска документација имаше и за 2 подпорни зида. Едниот е на улица Генерал Апостолски, карши место викано Соколана, со кој што реализација самата улица ќе добие проширување од 2 метри, имајќи предвид дека тука постојано е фреквентно од страна на учениците во близина на училиштето Синиша Стоилов. И на еден начин тоа ќе биде и потпора за идни чекори преземање на проширување на самиот мост и подпорен зид на улица Тодор Арсов, кој што улица планираме да ја асфалтираме во пролетта 2023, но неопходно е прво да го сработиме ова за да не дојде до слечување на самата улица. Покрај инвестициите во комуналното уредување и сообраќајната инфраструктура, локалната самоуправа на Зрновци во текот на ноември и декември треба да го комплетира и проектот за подобрување на водоснабдувањето на домаќинствата. Изградба на 2 резервара, едниот резервар во село Видовиште и едниот резервар во село Зрновци, резервари за водоснабдување на домаќинствата, кои што значително ќе го подобрат количеството и притисокот во овие две села. Едниот резервар мислам дека е со финансиска конструкција од 2 милиона и 50 илјади, средства што ги обезбедивме преку Бирото за развој, и резерварот во село Видовиште од 1 милион и 700 илјади, средства кои што ќе бидат издвоени од општина Зрновци. Коцев нагласи дека инвестициите во општината се резултат на добрата соработка со општинскиот совет како и со стручната служба во локалната администрација. Со нивна подршка се изработени техничките проекти и е овозможена нивна практична реализација. Проектот Мајнланд, што се однесува на консолидација на земјоделското земјиште, ќе продолжи до почетокот на 2026 година. По добрите резултати што се постигнати со неговото спроведување на земјоделските површини во Битолско, како и во атарите на Спанчево и Соколарци, планот за окрупнување ќе продолжи во атарот на селото Чифлик. Процесот на целосна консолидација на земјоделското земјиште е дел од Националната стратегија за земјоделство и рурален развој од 2021 до 2027 година. Европската Унија и Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО го поддржуваат неговото спроведување со околу 4 милиони евра. Заедничката помош се реализира во 2 проектни фази, од кои првата во вредност од 2 милиони 860 илјади евра е веќе комплетирана. Втората фаза од проектот е планирана на 1 милион и 200 илјади евра, од кои 200 илјади евра се придонес на ФАО. Тие се однесуваат на целосна консолидација на земјоделското земјиште во атарот на селото Дабјани, општина Долнани, како и во атарот на Чифлик, општина Чешиново Облешево. Активностите околу втората фаза се почнати од август годинава и ќе се спроведуваат до јануари 2026 година. Структурата на земјоделското земјиште од 4700 хектари ќе се подобри со намалување на расцепканоста на парцелите и овозможување да се зголемат фармите. Придобивките ќе бидат повеќекратни за околу 6300 собственици на земјиште и земјоделци, кои вклучуваат подобрена рурална инфраструктура, зајакната економска стабилност поради зголемените приходи на земјоделските стопанства, како и подобра конкурентност на земјоделскиот сектор. На овој начин се подобрува одржливоста на земјоделските стопанства, но и на животната средина.
Повторно е регистрирана хемиска неисправност на водата од јавните чешми во селата Трсино, Трстија и Крушево во општина Виница. Испитувањето на примероците од водата во трите села, што по барање од општина Виница, кон крајот на октомври ги направил Центарот за јавно здравје од Кочани, покажало дека тие ги задоволуваат бактериолошките параметри, но сепак има значителни негативни отстапувања при физичко-хемиската анализа. Контролирана била бактериолошката и хемиската исправност кај 7 селски водоводи и јавни чешми, од кои што населението се снабдува со вода за пиење. Од добиените резултати, утврдено е дека кај чешмите во дворовите на две приватни лица од селата Трстија и Крушево, како и кај чешмата во училишниот двор во Трсино, физичко-хемиските показатели не одговараат на стручните и законски пропишани вредности. Кај сите три е регистрирана зголемена потрошувачка на калиум перманганат, поради што неопходни се мерки за таложење, флокулација, коагулација и филтрирање, се истакнува во известувањето од Центарот за јавно здравје од Кочани. На последната седница на Советот на општина Виница имаше дискусии и предлози за состојбата со водата за пиење во овие три села. У дискусијата на председателот кажува дека ќе известиме местните заедници. Јас ќе ви кажам пример дека мострата на едно од населените места, ќе го земам конкретно Трсино, е земено во училиштето, каде што јас сум вработен како наставник и како законски прописите ги исполнува водата, меѓутоа се става забрана и за пиење. Водата не е сопрена. Сега, ние треба да веруваме на извештајот од Центарот за јавно здравје или треба да веруваме на раководителот на јавното предпријатие, кај што не е спорно, многу години е таму у неговата бранша, меѓутоа ние не можеме да веруваме дали е границата поместена и дали тоа тука пишува дека водата не е безбедна за пиење. Станува збор за училиште од подршно 30 и неколку ученика. Како привремена превентивна мерка, од Центарот за јавно здравје во Кочани препорачуваат да се обезбеди соодветна преработка како и дезинфекција на водата за пиење пред нејзино користење. Испитувањата на примероците од локалните водоводи во селата Пеклани, Драгобраште, Калиманци и Виничка Кршла покажале дека водата е исправна за пиење и од бактериолошки и од физичко-хемиски аспект. Цените на енергенсите во изминатите месеци забележаа огромен скок, а покачувањето кај некои од нив беше и за над 50% во споредба со истиот период минатата година. Ова особено е забележливо кај енергенсите за затоплување на домакинствата, што заедно со покачувањето на стапката на инфлацијата ги стави граѓаните во неизвестна ситуација, дали ќе можат да обезбедат доволно затоплување на домовите во текот на предстојната зима. Од владата соопштија дека на последната седница, а по предлог на Министерството за економија, е донесена одлука за определување највисоки цени на одделни производи во трговијата на мало. Ова конкретно се однесува на дрвото за огрев од дап и од бука, како и на пелетите за огрев. При тоа, највисоките цени што се определени за огревното дрво од дап и бука се утврдени до 4500 денари за метар просторен, односно 6429 денари за метар кубен. Замрзнувањето на цените за огревното дрво и пелетите ќе важи до крајот на годината, односно до 31 декември. При тоа, владата донела одлука за престанување на важноста на одлуката за посебни услови во трговијата на мало, со која што беше замрзната маржата на огревно дрво од дап и од бука, како и на пелетите за огрев за сите трговци во висина најмногу до 10%. Донесените мерки со кои се ограничува порастот на цените на огревните материјали се со цел да се ублажат последиците од светската енергетска криза предизвикана од војната во Украина, како и да се заштити стандардот на граѓаните, се истакнува во соопштението од владата. Викендов Кочани ќе биде домакин на традиционалниот младински турнир во борење Легендите на Спартак. Меморијалниот надпревар е продолжување на турнирот што претходно се организираше под називот Андонов Колев, а се одржуваше во спомен на сите борачи кои во изминатиот период дале придонес за развојот и популаризирањето на борењето во Кочани.
На овогодишното издание на турнирот ќе настапат надпреварувачи во машка и женска конкуренција. При тоа, момчињата ќе бидат поделени во две возрастни категории, родени од 2006 до 2008 година, кои ќе се надпреваруваат во 6 тежински категории. Исто така, ќе настапат и борачи родени од 2009 до 2012 година, кои ќе се надпреваруваат во 2 тежински категории. Во женска конкуренција пак ќе настапат девојчиња од 10 до 12 годишна возраст. Тие исто така се поделени во 2 тежински категории. Организатор на турнирот е боречкиот клуб Спартак од Кочани, со подршка од Федерацијата на боречки спортови на Македонија, а под покровителство на локалната самоуправа на Кочани. Според најавите од организаторот, за овогодишниот турнир Легендите на Спартак пријавени се 10 клубови од Македонија, а ќе има учесници и од Бугарија и Грција. Свеченото отворање в сабота е закажано за во 11 часот, а надпреварите ќе се одржат во спортската сала Сашо Лазарев Чапо.